Иако ова не му е прв пат да влегува во конфликт со новинари, сепак денеска министерот Крешник Бектеши одлучи да им се извини за вчерашниот инцидент околу прашањата за цената и начин на набавка на природен газ. Тој денеска на својот Facebook профил упати извинување во кое вели дека вчерашната кавга со новинарите е недоразбирање кое може да се случи во секојдневната комуникација со нив. Несомнено е дека новинарите имаат клучна улога во нашето општество. Нивниот придонес и работа е многу важен во најефикасното и најтранспарентното функционирање на државните институции, но при нашата транспарентност при секојдневното соочување со новинарите за прашања за кои сме и надлежни, може да дојде и до недоразбирања во различни ситуации. Ова следува откако вчера министерот влезе во конфликт со неколку новинари. Вие не сте тука повикани да давате коментари, да поставувате прашања. Ако мислите дека на прес-центарот би може да давате коментари, тогаш можете да го направите во вашите емисии. Ова не му е прв пат на Бектеши да има бурна реакција на новинарски прашања. Вака се. Мислам дека секој ден треба да одговараме на исти прашања. По инцидентот во прес-центарот на владата реагираа сите новинарски здруженија во земјава, како и Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. Тие се на иста линија дека однесувањето на министерот ја загрозува слободата на медиумите и врши притисок врз новинарите да не поставуваат важни прашања за јавноста. Етикетирањето на власта кон медиумите не е новина за владините челници. Пред непол месец првиот човек на владата директно ги навреди телевизиите Алфа и Телма. За лидерот на ДУИ, Али Ахмети, пак овие две телевизии беа антиалбански.